Почитувана госпожа Илияна Йотова, подпредседател на Република България, почитуван господин Иван Петков, амбасадор на Република България, почитуван европратеник Ангел Джамбазки, почитувани пратеници от Народното събрание, почитувани братя и сестри, почитувани гости, приятели, членове и симпатизери на БККС. Пред 10 години започна историята на Бугарският клуб Скопие. Пред 10 години започна одът по трънливия отпад на македонското дело на една мала, но отбрана група, коя имаше верба во себе и во идеалите кои ги следеше. Свесни дека препреките ке се огромни, понекогаш и непреминливи, не се откажахме и ете не денес тука во едни видно променети услови, за кое нещо немал беше и нашиот придонес. Се сеќавам на 2 август 2008 година, кога за пръв път стапнахме тука. Имаше официално државно чествување, но кога се појавивме на портата од Спомен паркот, Гане Тодоровски, кој во тој момент држеше реч, замолча и дозволи да дојдеме до споменикот, да положиме цвеќе, дури и да се фотографираме и при нашето враќање од платото на споменикот да продолжи со својот говор. Но при тргнувањето со нашите возила стана инцидентот со развијаното бугарско знаме, заради кое Драги Каров после тоа плати и глоба. Тоа беше пред 10 години. И уште 9 години потоа траеше притисокот наметнат по несватлива за нас идеолошка линија. Именно, ние почитателите на делото на организацијата, на идеалите на револуционерите од Моро, на природбениците, доживеавме да бидеме прогонувани, затварани, проследувани од партија која го носи светото име, а им служише, а и се уште служи на андартско-четничките интереси. Ја антиквизираа партијата, а се трудија со сета сила да го направат тоа и со државата. Направија огромна штета и ги избија сите адути за преговори и решавање на спорот со името. БККС тогаш излезе со меморандум за спорот со името, кој беше испратен до политичките раководства на 30 доминантни држави по светот или држави инволвирани во проблемот, за кој требаше да се најде решение, за да може Македонија, како и сите нормални европски држави, да се задвижи кон патот на единствена Европа и НАТО алијансата. Наместо, макар да се разгледа тој документ, почна еден ураган кој требаше да го однесе Бугарскиот културен клуб во небиднина. Не им успеа. Ете и после 10 години прогон, но и активна работа на БККС е тука уште посилно и со идеи и со реализација. БККС го промовираше новинарскиот портал Татковина Инфо, кој лека по лека расте во вистински медиум. Различен по содржина од другите, квалитет нужно потребен на нашиот народ во Македонија, за да може отворено да се промовира историската вистина за нашето обстојување на овие простори. Бугарскиот културен клуб, како своја подружница, формираше и бугарско-македонски бизнес клуб со цел да ги подобри бизнес релациите на средниот и малиот бизнес меѓу двете држави, што досега беше просто невозможно. Ги имаме веќе и првите резултати на тој план. БККС ќе продолжи во таа насока со нови идеи и планови. Горди сме оти го предвидовме новото време и активно учествувавме во остварувањето на тој чин. Малкумина верува оти тоа може да се случи. Посебно не со таа политичка гарнитура, но ние, познавајќи ги и анализирајќи ги темелно политичките прилики, знаевме дека тоа е можно и остварливо. Се случи и промените. Се случи и промената во односите со Бугарија и пак ќе напомнам дека сме горди што сме дале макар мал придонес да дојде до тоа. Затоа што демократизацијата на општеството и истоплувањето на односите со Република Бугарија преку потпишувањето на договорот означуваше за нас слобода во движењето и изразувањето.
Ги нема веќе директните и видливи притисоци и закани. Се надевам ги нема и во скриена форма. Треба да разбере македонското население дека Бугарија е нашата локомотива која ќе не движи напред кон истоветните идеали и цели. А тоа е членството во НАТО алијансата како гарант за внатрешна и надворешна стабилност и сигурност и приближување кон Европската унија, која би обезбедила економска стабилизација и напредок на земјата. Бугарскиот елемент во Македонија цврсто стои за тие идеали и затоа силно извикуваме Македонија во НАТО и Европската унија сега. Токму затоа Бугарија треба да бара начини на сите полиња да и помага на Македонија, бидејќи со тоа му помага и на дел од сопствениот народ кој живее овде. Бугарското председателство со Европскиот совет е позитивен пример за тоа. Само што треба да се прошири во сите сфери. А роамингот е одличен пример. Културното дружење, кое доскоро беше илузија, веќе добива реализација. Железниот светилник, One Love Tour на Андреј и Иван се новите релации кои дават надеж дека не е се изгубено. Ја спомнав економијата и бизнисот. Има широко поле за делување и придонес кон целосна нормализација на односите, со што дури и оспоруваните нешта ќе си го најдат решението. Во наредниот период треба да се реализират и веќе најавените промени. Заедничкото чествување на историските дати и моменти кои го поврзуваат народот од двете страни на за нас илузорната граница меѓу Бугарија и Македонија. Треба конечно да се оствари БККС со години повикува на еден таков чин. Денес сме тука да одадеме почит кон жртвите на најсветлиот идеал, слободата. Еден народ разделен по силата на политичките игри и договори, оставен на милост и немилост на други политички сили и интереси, решава да направи саможртва и да покаже на светот дека недостојни го владеат и му ја крадат територијата. Илинденско-Преображенското востание е моментот околу кој треба да се сплотиме, а не делиме. Ние кои се самоопределуваме како бугари и нашите браќа кои по силата на политичките превирања придобиле македонско самочувствие. Нема ништо што не дели, напротив, се не сврзува. Зборуваме исти јазик, имаме исти обичаи, славиме исти херои, а различно ги толкуваме. Зошто и до кога? Илинден и Преображение се заеднички, како што е заедничка и организацијата која ги организира. Што е тоа што нас не сврзува со тракијците во една организација, ако не е нацијата? Затоа и треба да си подадеме рака, да седнеме на маса и да го расчистиме тој за нас наметнат спор. Тој не е во наш интерес и затоа треба да го расчистиме на основа на историската вистина. Во име на тоа и бараме ние како организација на бугарите од Македонија да влеземе во Комисијата по историја и да дадеме свој принос во надминувањето на овој вештачки наметнат спор. Со правилното читање на историската аргументација и навлегувањето во суштината на андартско-четничката пропаганда ќе допренесеме да се надмине и наметнатата поделба. Илузорно е нашите браќа по крв, самоопределени како македонци, да го слават Милтон Манаки, а да ги мразат браќата кои следејќи историската вистина се определуваат за бугари. Може би тоа е заради недоволната информираност, но да се знае, ако се сака да се учества во одредена тема, истата треба убаво да се проучи. Дури тогаш реално би ја осознале саможртвата на хероите од Илинденско-Преображенското востание. Не мора за почеток да читат бугарска историска литература. Доволно е да ја прочитат македонската борба на Германус Каравангелис. Секи им се разјасни. Воспротивно, веејќи го знамето со символот од Вергина, сами влегуваат во неговата пропагандна замка. Сквернавењето на револуцијата со тој символ е сквернавање на личното постоење. Затоа ни треба диалог и маса на која да ги изложиме фактите. Со тоа и поклонот пред хероите на востанието ќе е реално и од Бога благословено.
Вечна им слава на загинатите и Бог да ги прости.